Банката за храна донираше половина тонна храна во Неготино. Околу половина тон хуманитарна помош во храна добија лицата со посебни потреби од Дневниот центар за помош на лица со ментален хендикеп порака од Неготино и стамбените заедници со поддршка во Неготино, во кои се сместени деинституционализираните лица, главно од специјален завод Демир Капија од Банката за храна Македонија. Представникот на банката со седиште во Скопје, Душко Христов, кажа дека донацијата е обезбедена со поддршка на QB фондацијата од Англија преку QB Македонија во рамки на неделата за борба против гладта. Инаку ова е четврта конкретна помош од банката за лицата со посебни потреби од Дневниот центар и стамбените единици со поддршка во Неготино. Во донацијата се вклучени сите основни прехранбени производи како брашно, масло и друго. 16 октомври е светски ден на борба против гладта и ние сме дел од глобалната акција да им се помогне со храна на сите оние кои имаат потреба од неа. Сепак гладта е најтежок вид на сиромаштија, нагласи Христов. Денеска е светскиот ден за борба против гладта и ние како константни и постојани партнери и пријатели на Дневниот центар порака од Неготино. Веќе ова е четврти пат традиционално да во една скромна форма им помогнеме барем во храна на нивните штитеници, корисници, кои што храната знаеме дека е еден најосновен елемент за едно човечко битие. Значи денеска се работи за поддршка од страна на фондацијата QB од Англија преку QB Македонија, нормално дадена помош на Банката за храна на Македонија, чиј представник сум јас, да донираме, односно помогнеме на Дневниот центар порака од Неготино со основни намирници од типот на брашно, масло, шеќер, сол, тестенини и ред други работи кои што нив се потребни повеќе од потребни во секојдневието кои што го работат. Бидејќи нашето мото за оваа акција дека гладта е најтежок вид на сиромаштија, водејќи се по тоа мото, а и прославувајќи го денешниот ден, може да кажем малку символичен начин, денеска во Неготино за некое време ќе одиме во Струмица, значи таму ќе поделиме храна на лица со хендикеп и на сиромашни фамилии. Само до тоа покажуваме дека сепак во Македонија има и хумани луѓе, меѓутоа има и сиромашни луѓе, односно потенцијални корисници на оваа врста на помош. Председателката на порака Гордана Трајковска се заблагодари на помошта и нагласи дека таа е донесена на вистинското место, на луѓе на кои им е повеќе од неопходна. Ние како организација, родителска организација на лица со хендикеп, Центар за помош на лица со ментален хендикеп порака Неготино, сме многу благодарни до организација Банка на храна, со која што цела година имаме исклучително добра соработка, и до QB Македонија, која што овој пат искажа една хумана акција со која што не снабдева со храна. Наша организација има 14 стана, значи 64 корисника, кај што храна, основни продукти се неопходни во секое време, значи секој донатор кој што ќе биде спремен да соработува со Банка на храна, ќе биде добродојден и ќе биде голем наш пријател. Се надеваме дека и понатаму успешно ќе соработуваме со Банка на храна, како и досега, и тие секогаш ќе знаат дека ова храна ќе стига на вистинско место, таму кај што луѓе се во процес од 24 сати, кај што храна е неопходна и еден од главните, да кажеме, продукти кои што и главно се неопходни за успешна наша работа е исхрана на нашите корисници.